Добар ден на сите. Благодарам што успеавте да одвоите време и да бидете со нас денеска на овој настан како дел од глобалната недела на предприемништвото. Денеска имаме интересна агенда, имаме тројца говорници, но пред да ги представам говорниците, да ги представам темата и темите на кои што ќе дискутираме, би сакал да и дадам збор на Симона Чаминска, националниот координатор на глобалната недела на предприемништвото. Симона, повели, подиумот е твој. Ти благодарам многу, Стефан. Здраво од мене, Симона, координаторот на глобалната недела на предприемништвото во Македонија. Се работи за глобална иницијатива која што се спроведува во 180 други земји во светот, каде над 20.000 партнери организираат околу 40.000 активности и обединуваат еден мини екосистем од 10 милиони лица кои што обработуваат теми од областа на предприемништвото. Една од главните теми на оваа година е социјалното предприемништво, заради што ми е особена чест и задоволство да ги поздравам Обсерваторијата за социјално предприемништво, кој што втора година поред се на ГЕФ. И со тоа всушност го позиционира социјалното предприемништво или екосистемот на социјално предприемништво на многу високо место во рамки на целокупниот македонски предприемачки екосистем. Па така би сакала да кажам дека освен тоа што денеска ќе зборуваме за навистина битна тема поврзана со метрики и анализа, дека се радувам што сте дел од глобалната недела на предприемништвото, бидејќи навистина е битно некој да прикаже на кој начин навистина може тоа да се измери, на кој начин влијанието на овој мини екосистем во рамки на екосистем влијае на целокупното предприемништво во рамки на државата. Сметам дека темата што обработувате е навистина битна за публиката која што ве следи денес. Без да должам понатаму, би сакала исто така да ги поздравам Стартап Македонија, што се домаќина организација на оваа иницијатива од 2018 година па наваму, и со тоа всушност покажуваат колку е важна нивната улога и нивната посветеност во екосистемот. Ве поканувам покрај овој настан да ги проследите и останатите настани кои што се во рамки на оваа недела и со тоа го завршувам мојот поздравен говор. Ви посакувам успешен настан на СЕО. Благодарам, Симона, благодарам за убавите зборови. Минатата година рековме дека ќе започнеме една традиција на промовирање на социјалното предприемништво на ГЕФ. Тоа и го правиме ве втора година поред. Иако трета сме како дел од ГЕФ, поради тоа што бевме пред 3 години говорници, јас и ти на American College. Но тогаш во улога на говорници, а не како организатор, барем СЕО како организатор на настан. Благодарам уште еднаш. Денеска, дечки, ќе збориме за како го мериме развојот и влијанието на социјалното предприемништво и на социјалните предпријатија. Значи, за алатки, за практични примери, за праксата, значи, и за иднината. Јас сум Стефан Чичевалиев, извршен директор на Обсерваторијата за социјално предприемништво и денеска ќе бидам и модератор и говорник на овој настан. Сите со нас е исто така Александра Иловска, значи истражувач од Асоциацијата за истражување и комуникација за развој Паблик, и Дејан Стојановиќ, кој што е од Здружение на граѓани за социјален и економски развој Инвиво од Скопје, и Паблик, како што дел од вас можеби знаат, за тие што не знаат, и Паблик и Инвиво имаат своји социјални предпријатија кои што покрај тоа што се поддржувачки организации за социјалните предпријатија имаат и свое социјално предпријатие. Како што би сакал да започнеме со агендата, значи јас сум еден од првите говорници, и прв говорник на овој настан, што значи дека би започнал, јас ќе дискутирам, ќе објаснам, ќе представам една алатка која што го мери развојот на социјалното предприемништво на национално ниво, но со добра адаптација може и да биде и на локално или на регионално ниво. Тоа е идејата на алатката, да биде адаптибилна и да може да се контекстуализира. Александра ќе се осврне повеќе на алатките за мерење на влијанието на социјалните предпријатија и процесот како изгледа и како се движи, и Дејан Стојановиќ ќе се осврне на праксата од организацијата која што ја води и од социјалното предпријатие Инвиво и резултатите кои што ги се постигнати. Тука би можел јас да споделам сега, се надавам на
Во ред, го гледате сајтот, така? sindex.org. Да. Одлично. Значи јас го представувам индексот за социјално претприемништво, нешто кое што обсерваторијата за социјално претприемништво работеше речиси 2 години, поинтензивно во последната година. Идејата за создавање на ваква алатка и ваков долг процес, да влегување во еден ваков долг и тежок процес, е поради тоа што направивме едно интерно истражување пред 2 години во 3 држави, во Македонија, Косово и Шведска, каде што разговаравме со социјални претприемачи, организации кои што поддржуваат социјални претпријатија и социјалното развој на социјалното претприемништво и со носители на одлуки, креатори на политики, и да ги прашаме дали ваква алатка, доколку би се впуштиле во ваков процес, ваква алатка би им служела за во иднина, за унапредување и забрзување на развојот на социјалното претприемништво и унапредена негова промоција како сектор. По позитивните критики или коментари кои што не идоа, на кои што не идовме, се одлучивме за ваков чекор и еве последниве 2 години е дел од нашиот тим е фокусиран на развој на оваа алатка. Главната цел на индексот е секако да го мери развојот на социјалното претприемништво во одредена земја на национално ниво и потоа да обезбеди колку повеќе земји го користат или градови го користат, доколку е на локално ниво, тогаш повеќе може да се направи компаративна анализа, но да се споредат придобивките, слабите страни, силните страни и така натаму. Голема придобивка од индексот е прво за самите социјални претприемачи, поради тоа што некој ќе може да им го покаже патот и да им го олесни навигирањето низ екосистемот за социјално претприемништво и низ екосистемот на бизнис секторот во Македонија, како и на економскиот екосистем, би рекол, малку пошироко. Исто така би им помогнал и на оние нови социјални претприемачи или потенцијални социјални претприемачи, поради тоа што ќе бидат информирани, ќе знаат каде они може да се соочат со предизвици во екосистемот, дали е со регулативата, дали е со финансиите, дали е со институциите, и да се одлучат за какво социјално претпријатие или да се одлучат дали ќе влезат во социјално претприемништво и долго влезат во кој сектор би влегле. Односно би се одлучиле да влезат. Третата придобивка или подцел на овој индекс е секако да им помогнеме на носителите на одлуки и креаторите на политики, со тоа што ќе ги идентификуваме слабите страни, тесните грла, односно оние бариери кои што се во моментот во екосистемот за развој на социјалното претприемништво во една земја и да им помогнеме ние како организации, значи сите ние како организации на кои што ги поддржуваат развојот на социјалното претприемништво, социјалните претприемачи и сите други клучни засегнати страни, да им помогнеме да создадат политики кои што ќе може да го забрзаат и да го направат развојот на социјалното претприемништво. Социјалното претприемништво е една од клучните алки во прилично новиот економски екосистем, би рекол, поради тоа што ситуацијата со COVID видовме колку ги направи кревки економските и социјалните системи и видовме колку негативни ефекти имаше врз државите, градовите, населението и сите нас на приватно и на професионално ниво. Па од таму социјалното претприемништво е високо кренато на политичката агенда, би рекол, не само кај нас, туку во Европа и во светот, како една од транзиционите форми на економијата за да можеме да создадеме поодржливи општества. Без многу да одам во теорија, за да не го направам досаден настанок, сега би започнал со онаа практична и поинтересна форма на индексот на социјалното претприемништво, кој што содржи 5 димензии, 19 поддимензии и 67 индикатори или групи, подгрупи и показатели, би ги рекол, кои што ни би го формирале индексот. Значи, како што можете да видите на овој сајт, сите информации ќе бидат се достапни и дополнително ќе бидат достапни на веб-сајтот sindex.org. Јас еве веднаш ќе го споделам во чет. За секој што сака да го види, само да ставам to everyone. Океј. Да, овој индекс, значи тука ќе може да ги видите сите информации, секако даваме одредени новости и сите елементи кои што го содржат индексот,
Како што може да видите се 5 димензии, значи политичка, економска, правна, институционална и финансиска. Секој од овие елементи или секој од овие фактори има подгрупа од индикатори, подгрупа и индикатори, односно показатели кои што го покажуваат развојот во секој дел. Како што реков, значи вака од позадина може да видите како би изгледало, значи се уште сме во дискусии, во разговори, тоа секако со пилотирањето, значи сега сме стигнати до фаза на пилотирање на индексот, кој што ќе биде во 2022 година. Се надевам дека ако не сите, поголемиот дел од вас ќе бидат вклучени и ќе сака да се вклучат во пилотирањето на индексот, за да дадат свој придонес, па ќе видиме и на крајот како ќе изгледа производот, дали ќе биде како што го гледате позадика, дали ќе биде како мрежа и ќе видиме како ќе биде визуализацијата. И ова се оние истражувања кои што обсерваторијата ги спроведува дел ги спроведува во моментот, дел ќе ги спроведе следната година. А тоа е пилотирањето, веќе спомнав дека ќе биде наредната година, зашто веќе се припремаме. Започнато е истражувањето моќта на социјалното претприемништво како контрибутор или како придонесувач кон остварувањето на целите за одржлив развој и секако потоа ќе отидеме во руралните средини и во образовниот систем. Доколку сакате некој од димензиите да видите, значи горе во насловите можете да видите Dimension. Се извинувам тоа што сајтот е направен односно страната е направена на англиски јазик, поради тоа што не е стриктно само за нашиот пазар, како што реков, нашето истражување пред 2 години беше и во Косово и во Шведска. Овој индекс кога ќе се пилотира и кога ќе биде во одредена форма, конечно завршен, ќе биде пласиран и на глобалниот пазар, како секако авторските права се на Обсерваторијата за социјално претприемништво, и ќе биде пласиран и секако ние ќе го спроведуваме во регионот заедно со партнери од регионот и со работници, но секако ќе биде и понуден на организации, па дури и на влади во државите на глобално ниво, значи не само во Европа, туку на глобално ниво, за да може да помогнеме и да видиме како тие би можеле да го спроведат овој дел под наше водство. Не би сакал да влезам во методологијата, тоа повеќе ќе дискутираме во времето за дискусија, доколку некој е заинтересиран, доколку на овој настан не го објасниме, тој дел секако можете да ни се обратите на office@seobservatory.org или пак на stefan@seobservatory.org. Сите овие информации ќе ги ставам во чет сега за да не се прекинувам, но ќе ги ставам во чет за време на дискусијата. Можете да се обратите, ќе објасниме се што можеме да објасниме. Кога ќе стиснете на димензиите, ви излегуваат овие 5 димензии кои што ги напоменав и кога ќе кликнете на една од нив или пак кога ќе кликнете на димензии ќе ви се појават тука. Политичката димензија ја согледуваме преку политичката стабилност и политичката волја. Економската димензија ја согледуваме преку социоекономски и микроекономски показатели, пристапот до пазари на социјалните претпријатија, до човечките ресурси и финансиските и технолошките ресурси. Потоа правната димензија се осврнуваме на дефиницијата, на правниот идентитет на социјалните претпријатија, на регулативата, односно законодавството и на судството. Во институционалната димензија се осврнуваме на ефикасноста, заштитата и образованието во областа на социјалното претприемништво, транспарентноста на државните институции, односно на владините институции и вклученоста на социјалните претпријатија во системот. Значи системската вклученост на социјалните претпријатија. И во петата димензија се осврнуваме на финансиската димензија, се осврнуваме на достапните извори за финансирање, пристапот до овие извори на финансирање, финансиската независност и тука има уште еден показател за човекови ресурси во однос на финансиите во човекови ресурси. Сите овие димензии, значи под димензиите можете да видите објаснување зошто тие се важни за една држава и за развојот на држава и за социјалното претприемништво. Но доколку сакате подетално да видите, кога би кликнале на една од димензиите, да речеме економската димензија, би се покажала ваква страна, каде што може да ги видите поддимензиите, бројот на индикатори и димензијата, а под нив ги има сите објаснувања на поддимензиите и показателите кои што ги содржат тие поддимензии, односно димензијата, односно групата. Во социоекономските показатели ги имаме
имаме индикатори, показатели како сиромаштија, нееднаквост, младинска невработеност и така натаму. Во микроекономските ги имаме оданочување, инвестиција во бизнис секторот, леснотија од подигнување на кредит или поддршка од банките, финансиска поддршка од банките и така натаму, че да не го обременувам настанот со сите индикатори поради тоа што се 67, за сите показатели. Се би само информирам дека тука би можеле да ги најдете сите информации, со тоа што се надевам дека до крајот на годината на секој од овие показатели кога ги кликнете, ќе излезе посебна страна како ова. Во моментот имаме за сиромаштија направена страна за да можеме да ви покажеме како би изгледало. Кога ги кликнете на индикаторот, ќе ви покаже од која димензија или од која група, која подгрупа или поддимензија. Кратко објаснување за индикаторот зошто е важен за општеството и за социјалното претприемништво. Кратко резиме или сиже од литературата што кажува во областа на сиромаштијата и социјалното претприемништво и како социјалното претприемништво може да придонесе кон намалување на сиромаштијата, искоренување на сиромаштијата, и потоа има табела која што можете да видите како се пресметува, дефиниција, димензијата, поддимензијата, од каде се влечени податоци, на кој период се спроведува или би се мерело, типот на податоци, секако поврзани линкови и интернет страни кои што може да ви додадат информации и значи кои што би ви значеле за да се информирате дополнително и да навлезете во оваа тема. За секој индикатор ќе има ваква страна. Тоа што е интересно исто дополнително би сакал да напоменам, поради тоа што се приближува крајот на моите 15 на 20 минути, би сакал да напоменам дека покрај индексот кој што можете да го погледнете тука, можете да видите и профили на земјите од Југоисточна Европа. Кога ќе стиснете горе на countries, односно на земји, ќе ви искочат профили на земјите од Југоисточна Европа, поради тоа што ние сме фокусирани на подигнување на свеста на генералната популација, но и на сите клучни засегнати страни во Југоисточна Европа и соработуваме со многу партнери, соработници во овој регион. За секој од овие земји може да видите краток профил на земјата во однос со секако за социјално претприемништво, кој што секако не е спроведен индексот во земјите, но кратки информации. Например, кога ви кликнале на знамето на Македонија или на некоја друга земја, ќе ви искочи профилот на земјата, краток параграф за информација за земјата и неколку информации за како е развојот на социјалното претприемништво во таа земја. И под него, под тие параграфи има факти и бројки за земјата, значи за показатели како население, индекс на човеков развој, бруто домашен производ, оданочување, колку се лица се вработени, сиромаштија и така натаму. И под нив имате информации во како инфографици кои што може да, нели, од тие информации од нашите истражувања што ние сме увидели, кои се трендовите, да речеме, за социјекономските фактори и микроекономските фактори. Подоле има графици од нашите истражувања и на крајот има повеќе информации и извори кои што може да ги, за да се информирате повеќе за конкретно за таа земја. Тоа што можете да видите, Александра е една од најактивните автори и истражувачи во оваа област во нашата земја. Така што тука можете да ги погледнете и незините истражувања, нашите истражувања и истражувањата на, да речеме, во последните 5 години би рекол, оние клучни истражувања кои што се направени за развојот за социјалното претприемништво и се што треба да би знаеле за овој дел. Јас тука би застанал за да не го бременувам настанот. Би се заблагодарил за вниманието. Само да направам stop share. Ето така. И би продолжил со агендата. Сите прашања, би сакал да напоменам, сите прашања и коментари што ги имате, би ве замолил да ги пишувате во чет, за да можеме сите говорници да поминат со нивното излагање, а потоа ќе отвориме време за дискусија и прашања и одговори, каде што ќе можеме повеќе да дискутираме на оваа тема и да ќе одговориме вашите прашања. Благодарам уште еднаш за вниманието, а сега продолжуваме со Александра. Здраво, Александра, ти благодарам што одвои време да бидеш на овој настан, да бидеш и говорник
пред се, поради тоа што знам дека е потребно испремање. Повели, подимот е твој. Ти благодарам, Стефан, и ти благодарам и за супер сработеното што ми го презентираше сега. Многу ми е драго што ете секоја година, ова втора година поред како се собираме во речи с истиот состав во рамките на глобалната недела за предприемаштво, и многу ми е драго кога гледам дека имаме прогрес, дека секоја година разговараме за нешто ново, за нови алатки, за нови перспективи кои што се однесуваат на социјалното предприемаштво како еден целокупен сектор. И кога има напредок, тоа секогаш на нас не радува, барем на тие што сме навистина длабоко вклучени во овој сектор и кои што навистина веруваме во потенцијалот кој што го содржи. Јас ќе се обидам во наредните 15 на минути. Ја гледате мојата презентација, така? Супер. Да дадам некаков увид на едно многу клучно прашање кој што се однесува на секторот на социјалното предприемаштво. Тоа е како го мериме на импактот ние како социјални предпријатија, отприлика како изгледа еден процес на мерење на влијание и зошто мерењето на влијанието е важно и колку е во суштина истото клучно во зголемувањето на нашата транспарентност како социјални предпријатија, меѓутоа и во зголемувањето на нашата видливост. Прашањето за мерење на општествено влијание станува се поактуелно, особено сега кога ни се случи ковид, кога креаторите на јавните политики се осврнаа на прашањето дали навистина бруто домашниот производ е единствениот индикатор кој што покажува економскиот развој. Значи, во суштина, целата ситуација која што ни се случи со ковид не врати неколку чекори наназад и не поттикна да размислуваме за нови начини на работење. И морам да кажам дека она што можевме да приметиме е дека во целата оваа криза доброто нешто е што некако се зголеми видливоста на социјалните предпријатија и на целокупно на социјалната економија. Дури имаше и истражувања и анализи кои што покажаа дека социјалните предпријатија беа многу поотпорни во периодите на криза, особено ако ги споредиме со самиот бизнис сектор. И истите има многу поголема брзина во реструктурирањето и поголема флексибилност и во давањето на одговор на новонастанатата ситуација. Меѓутоа, со оглед на тоа дека се уште нема и генерално кога ја прегледуваме постоечката академска литература, нема уште прифатена димензија што е општествениот импакт или општественото влијание. Меѓутоа, јасна е неговата цел, односно дека со мерењето на општественото влијание ние во суштина ја утврдуваме вредноста која што преку своето делување ја испорачуваме во општеството, односно каква промена носиме во општеството, на кој начин и до кои таргет групи или кои стейкхолдери. Она што исто станува актуелно не е само индивидуалното мерење на влијанието кој што го одредува, кој што го остварува одредено социјално предпријатие. Тука генерално кога зборуваме за индивидуалното влијание, веќе развиени се голем број на
на алатки, многу е јасен процесот кој што треба да го помине одреден ентитет за да може да го соодветно да го измери своето влијание. Меѓутоа, она што некако станува се поактуелно во последниот период е како да се измери целокупното влијание на социјалните предпријатија кои го остваруваат во одредена земја, во одреден регион, и да се верува дека на овој начин, доколку ние се имаме увид во целокупното влијание на социјалните предпријатија на национално ниво, например, тоа ја зголемува видливоста и дава, се разбира, авторитет на самиот сектор. Меѓутоа, мерењето на агрегатното влијание на социјалните предпријатија представува и сериозен предизвик, затоа што тоа повлекува јасно дефинирани критериуми на национално ниво, што представуваат што е социјално предпријатие, како се доделува. Потребно е да се има целосна дата база која што во континуитет собира информации од самите социјални предпријатија од аспект на број на вработени, волонтери и така натака во согласност со индивидуалното работење на социјалните предпријатија. Меѓутоа, се забележува дека и оваа дебата станува поактуелна, веќе постојат и обиди на национално ниво, меѓутоа и на глобално ниво веќе да се мери агрегатното влијание на социјалните предпријатија, што значи дека има постојано прогрес во ова поле. Меѓутоа, како изгледа еден процес на мерење на социјални предпријатија? Најпрво, она што е клучно кога го мериме влијанието на одредено социјално предпријатие е да го дефинираме контекстот. Контекстот е многу клучен за делувањето на социјалното предпријатие и социјалното предпријатие се очекува да има многу јасно разбирање за проблемот кој што сака да го реши. Да го многу јасно треба да го разбира системот, кои се актерите, кои се клучните стейкхолдери, кои се клучните корисници на услугата и на производите на самото социјално предпријатие. И ова не е така, навидум личи како едноставна задача, меѓутоа не е, затоа што социјалните предпријатија делуваат многу хоризонтално и во своето работење вклучуваат многу актери кои што се рангираат од јавни институции, значи сами креатори на политики, до актери на локално ниво, како што се самите општини, навлегуваат во работата на голем број на министерства во нивните портфолија и сето тоа представува еден прилично комплексен систем кој што еден социјален предприемач треба да го разбере за да може да јасно да го дефинира и да го разбере контекстот во кој што делува. И една од клучните улоги на социјалниот предприемач, меѓутоа би кажала и сладок предизвик, е како да ги соедини сите овие различни институции, различни актери, стейкхолдери и да ги синхронизира нивните потреби во своето работење. И тоа особено представува предизвик кај нас, затоа што често сме свесни за непостоењето на соработка помеѓу јавни институции, помеѓу различни социјални предпријатија, помеѓу различни актери, партнерствата и соработката од друга страна се клучни не само за развојот на самото социјално предпријатие, туку се клучни за развојот на целокупниот екосистем, токму поради оваа хоризонтална поставеност на социјалните предпријатија. Следниот чекор е имање на јасен план за мерење. Тоа подразбира и градење на култура на мерење на влијанието и на собирање податоци во нашиот ентитет, односно во нашето социјално предпријатие. И ова не, доколку зборувам од перспектива на организација која што во рамките на своето работење има и
социјално предпријатие. Ова е навистина предизвик, бара посветеност, бара континуитет, бара постојано, значи подсетување зошто ни е ова важно, значи градењето на култура, на мерење на влијание во рамките на одреден ентитет е навистина предизвик, сладка мака за самиот социјален предприемач. Меѓутоа, понатака во следните чекори ќе кажам, ќе стигнам да објаснам што значи ова за нас и колку се во суштина големи бенефитите. Третиот чекор е дизајн на програма, односно поставување на јасен модел како ние ќе стигнеме до нашата цел, значи што треба да мериме, како ќе мериме и така натака. Понатака, она што веќе Стефан неколку пати го спомнуваше во својата презентација е дефинирање на индикатори. Зашто ние сите собираме податоци? И како ќе ги собираме тие податоци? И ова е најчесто, ние кога имавме обид да направиме план за мониторинг и евалуација на нашето социјално предпријатие, на почетокот сите сакаме да мериме многу индикатори и да собираме многу информации, меѓутоа од друга страна се соочуваме со предизвикот на ресурси. Секое мерење и собирање на податоци представува и прилично time consuming и тука често сме растргнати помеѓу времето, ресурсите и она што сакаме. И мислам дека тука е многу во начинот во развојот на рамката на исходите од перспективата на социјален предприемач, мислам дека многу е битно и клучно, барем за почетокот, додека да ја градиме таа култура на мерење на влијание, да бидеме малце поскромни во бројот на индикатори за кои собираме информации. Следниот, односно шестиот чекор, представува самото собирање на податоци за влијанието кое што го стваруваме и тука постојат различни видови методи, алатки од интервјуа, користење на секундарни податоци, развој на студии на случај и користење на еден куп други различни извори на информации. Меѓутоа, ова е во суштина најклучниот дел и ние како организација се Да прашам само кај мене дали се изгуби. Александра има проблеми со интернет. Во ред, ќе почекаме 30 на секунди да видиме дали ќе може да се приклучи и да се поврзе. Јас малце паднав на најинтересното. Секогаш така да иде. Еве видно што ќе се вратам. Знам каде застанав. Значи многу често имаме предизвик да собереме информации во однос на промената која што носиме не само кај нашите крајни корисници, меѓутоа и промената во ставовите, перцепциите на јавните институции, на актерите со кои што соработуваме и оваа промена е клучна. И колку подобро ја разбираме промената и која што ја правиме кај на ниво на систем, тоа делува и поттикнувачки, охрабрувачки за нас, меѓутоа и не води во еден процес на иновативност, на развој на социјални иновации кои што ни даваат една компетитивна вредност. Следниот чекор е анализа на нашето влијание. Тука постојат голем број пристапи, квантитативни, квалитативни.
квантитативните знаат да бидат и покомплицирани, да ни носат информации кои што се низ призмата на бројки, квалитативните ни носат информација во однос на промените кои што ние како социјални предприемачи ги правиме. И на крај последниот чекор, комуникација на влијанието. Ова, како што веќе кажав на самиот почеток, еден од клучните чекори, затоа што ја зголемува нашата транспарентност, ја зголемува нашата доверба, меѓутоа и ја зголемува поддршката на заедницата што ја има нашата заедница кон нашето работење. Во однос кога сме на комуникацијата, за да можам да донесам еден попластичен пример, како изгледа, ова не е најдоброто мерење на влијание кој што ние како лице в лице, меѓутоа е еден од обидите кои што го имавме кога за вкупно петтиот роден ден, за брзо ќе правиме и 10-ти роден ден. И ние, значи, тогаш кога ја го славевме петтиот роден ден на лице в лице, испративме соопштение до медиуми, каде што го искомунициравме кое е влијанието кое што ние сме го оствариле преку нашето работење и преку поддршката на која што заедницата ни ја дава за нашето работење. И тоа отприлика изгледало вака: 100.000 печатени примероци, околу 5 милиони денари стигнати до најранливите категории граѓани преку нивен работен ангажман, околу 100 лица за кои лице е одскочна штица кон пазарот на трудот и кон инклузија, 6 градови, над 150 часови едукативна програма низ која поминуваат продавачите на списанието, многу поддржувачи и многу пријатели. Ова е еден, како што кажав, еден од нашите први обиди да го измериме и да го искомуницираме влијанието кое што го остваруваме како социјално предпријатие. Меѓутоа, една критика кон самите нас е тоа дека суштински е да користиме и алатки кои што ќе ја мерат промената која што ја правиме во самиот систем, во животот на крајните корисници во целокупниот екосистем на социјалните предпријатија. Тука исто има и еден пример на социјално предпријатие, односно младинска асоциација која што доаѓа од Италија и која што има двојна социјална мисија, тоа е да ги интегрира ранливите категории граѓани на пазарот на труд и да ја заштитува животната средина. При тоа како тие го комуницираат општественото влијание, тоа се преку бројот на собрани и преработени килограми храна од локалните супермаркети, преку број на новоотворени работни места, преку бројот на лица за кои што е обезбеден работен ангажман, како и развиена мрежа од локални организации кои што се дел од самиот систем. И за крај, јас не би должела уште многу, би дала, за доколку некој од публиката би сакал да дополнително да истражува во однос на постојачки алатки за мерење на општественото влијание, веќе кажав дека има неколку, дополнително се развиваат и нови алатки, и она што би сакала да го дадам како препорака во развојот или во изборот на алатки е да користиме наш индивидуален пристап, да се водиме од постоечки алатки, меѓутоа да дадеме и нешто свое во самото тоа. Особено тука повторно ќе кажам да користиме алатки кои што ќе ни даваат фидбек за нашето работење од другите. Како другите ме перцепираат, кои се нивните препораки за нашето работење, затоа што нашето искуство како лице в лице ни покажува дека фидбекот и вклученоста на институциите, на актерите во екосистемот, на партнерските организации, зајакнување на сите овие ентитети истовремено, нас како социјално предпријатие
предпријатие не мотивираше да развиеме една социјална иновација, односно социјално менторство, кое што сега во моментов е во период и во процес, односно на scaling up и во другите држави од регионот. Станува збор за иновација, односно структуриран пристап, кој што ги води нашите продавачи, меѓутоа не само нашите продавачи, туку и генерално ранливите категории граѓани низ процес на социјална вклучување, односно од исклученост кон активни баратели на работа на самиот пазар на труд. Меѓутоа, накратко да се навратам на алатките, значи една е Social Return of Investment и ова представува рамка за мерење на општествените, еколошките и економските резултати и карактеристично за оваа алатка е тоа што истата дава увид во монетарните вредности кои што ги носи нашето работење и фокусот е на пресметување на трошоците и придобивките од работењето на одредено социјално предпријатие и тоа би звучало, например, доколку соодносот е 3:1, укажува дека инвестиција од $1 во нашето социјално предпријатие носи општествена вредност од $3. Втората алатка, која што во суштина представува еден вид проширување на претходната, е Social Return Accounting. И тоа е фокусот на оваа алатка е мерење на самата вредност на проектите или на социјалното предпријатие, кои што се движат од физичка инфраструктура до социјални шеми за осигурување. И ова карактеристично за оваа алатка е тоа што истата ги зема во предвид нематеријалните форми, не само на општествен, меѓутоа и на човечки капитал. Јас тука би застанала во интерес на времето, меѓутоа доколку има дополнителни прашања, тука сум. Ти благодарам, Александра. Баш интересно да видиме како социјални предпријатија го мерат своето влијание, но и кои се алатките кои што може да се користат внатре во организацијата за да се види, да се измери и општественото и економското влијание на едно социјално предпријатие. Сега би сакал да го најавам третиот говорник, Дејан Стојановиќ, кој што е извршен директор на Сдружение на граѓани за социјален и економски развој Инвиво. Те исто така имаат и свое социјално предпријатие, повеќе за тоа и за тоа како го мерат влијанието во организацијата, ќе ни каже Дејан. Дејан, повели. Голем поздрав до сите учесници на овој настан. Голема благодарност до Стефан за можност едноставно да се видиме во оваа прилика. Драго ми е и интересен ми е пристапот, значи дека повторно се гледаме во ист состав после година дена, така да што е доказ на некој начин за континуираните, да кажем, напори да допринесеме кон некоја промена. Само ако јас би ја споделил мојата презентација, само ве молам за една потврда дали се гледа? Да. Одлично. Поред. Јас се одлучив да зборувам на три точки, односно чисто да малце се поврземе со минатата година, односно што е оно што во меѓувреме нашето здружение работеше. Еве како мало подсетување, минатата година во фокусот на нашата презентација беше проектот Јода, во кој што беа, да кажеме, вклучени 10 бездомни лица од Скопскиот реон. Самата оваа активност беше поделена практично на два дела. Беа теоретски обуки, каде што сметам дека беа вклучени навистина сериозни професионалци од повеќе области, така да секако да кажам дека професор Даниела, и тоа таму почнавме да кажам, зборувавме за органското производство, имавме Наталија Мама Органа како еден од поискусните или попрепознаените, да кажам, социјални предприемачи.
разговаравме за убавината на работата. Дарко, кој што е председател на Асоциација за човечки ресурси, кој што беше на некој начин и представник на реалниот сектор. Доктор Билјана зборуваше за важноста на зачувувањето на личното здравје, меѓутоа да кажеме да беше интересно излагањето каде што на нашите бездомни пријатели се обидовме да им укажеме на човечките права, апсолутно се разбира секогаш, меѓутоа и обврските кои што сметам дека треба јасно да се посочи како еден дел од одржливата реинтеграција. Вистинскиот момент на вистина беше вториот дел, односно практичната обука, каде што заедно со нашите бездомни пријатели изградивме уште една леа, односно низ практична примена на теоретските стекнатите знаења им покажавме едноставно како изгледа целиот процес на производство на биохумус и практично тој биохумус е нешто што е нашето социјално предпријатие и најпрепознаено во овој момент. Првата половина на оваа година ја обележи Green Vivo проектот, односно, освен тоа што практично е да се обезведивме континуитет во напорите, значи за одржлива реинтеграција, имаше една компонента каде што се обидовме на некој начин да ги предизвикаме и да ги облажиме последиците од COVID-19. Со оваа програма, која што беше поддржана од Каритас, ние го зголемивме нашиот производствен капацитет, така да изградивме уште една леа. Се стекнавме со машина за просејување на тој биохумус. Интересно беше што ние имавме предвиден буџет од негде 700 евра, да кажем, за таа намена, а онда од неколку браварски работилници добивме цени негде околу 1500, така да не ни беше тешко да се организиравме и сами си ја направивме таа машина, така да едно што уштедивме, второ и научивме нешто во тој дел. Мене лично еден од подрагите моменти беше моментот кога однесовме анализи од нашиот биохумус на анализа, да кажам, во две лаборатории. Едната е приватна лабораторија, која што се бави, да кажам, со проценка на тоа дали има несакани материи, а втората при земјоделскиот факултет овдека на Кирил и Методи, кој што го проценува квалитетот на ѓубредо, се испостави дека нашиот биохумус е во самиот врв по квалитет, да кажем, во производство и не само во Македонија, туку и во регионот, пошто луѓето знаат, се разбираат, и нешто што апсолутно, да кажеме, да они соодветно на еден начин да се произнесат зошто е тоа така. Ова е за мене битен момент затоа што соодветствува со нешто што е наша друга заложба, ќе се навратам уште еднаш на овој момент. Со средствата кои што ги добивме, ние веќе, да кажеме, да ги избрендиравме нашите први кесички, тоа се пакување од по 3 литра, она стандардно пакување што оди по цвеќарите. И ете таму, кон половина на јуни, ова е првата сликичка од нашиот прв биохумус кој што е спакуван. Затоа што, за разлика, да кажем, од минатата година, кога ние имавме веќе, да кажем, 7-8 тона, меѓутоа тоа беа во ние големите корита, сега веќе имаме и производ кој што е продадлив, или на англиски marketable, и со самото тоа веќе, да кажам, се подготвуваме за следната година малце посериозно да настапиме на пазарот. Ова е за мене, да кажам, исто еден од моментите со кои што обележа, да кажам, првата половина на годината. И тоа беше првата продажба која што ние ја остварив. Имаме две компании кои што продадено, една од нив е организацијата на Црвен крст, која што за потребите на својата инфраструктура, да кажам, по нивните организации из Македонија, за потребите на хотел Солферино, некаде преку 2 тона отидоа. Ако забележите во горното лево ќоше, од оваа сликичка е практично првата слика која што е направена пред некаде околу 2 години, 2019 година, тоа е првата леа. Така да, еве тоа е патот во рок од 2 години, од идеја која што сме почнале да имплементираме и до првите продажби. Така да ми е едноставно навистина за окружување на еден процес. И ние сега во моментов се
навистина се подготвуваме, веќе се префрламе од тој производствен мод во еден мод на промоција и продажба. Така да ете тоа е она што се актуелни новости во однос на биохумусот. Она што го работиме втората половина на годината е HOPE проектот, каде што го спроведуваме, да кажам, инвиво нашата организација е координатор на проектот, го спроведуваме, да кажам, со партнери од Грција и Италија. Повторно, да кажам, во ДНК-та на самиот проект е, да кажам, промоција на социјалното предприемништво и можеби, да кажам, на изненадување на еден дел од луѓето кои што не познаваат, производот кој што сакаме да го добиеме, да кажам, со оваа активност се градинарски, чешмички и така натаму. И можеби многу луѓе ќе се запрашат и зошто се таков отскок или таков отклон. Во изборот не е случаен. Изборот не е случаен, затоа што еве практично да дека ги представувам причините зошто ние сме се одлучиле едноставно да имаме и еден производ кој што не е екстензија или продолжување на оно што сме го работеле до сега. Како основна причина го наведувам фактот, односно една од оние научени лекции дека без разлика на нашето залагање, без разлика на нашиот напор да му се помогне на некого, без разлика на тоа колку некој се наоѓа во нека потреба за финансиска поддршка, за финансиска автономија, не сите луѓе се подготвени да работат, да кажам, со кравје ѓубриво и со калифорнијски црви. И тоа е нешто што мислам дека е апликабилно за сите нас. Едноставно, ако нешто срцето, душата не ти кажа дека можеш да го работиш, мислам дека апсолутно е да треба да се почитува. Идејата е да со оваа иницијатива ние ги собереме лицата кои што се во потреба, а при тоа имаат некоја артистичка склонност, талент, истиот би сакале да го напредуваат со цел да дојдат до финансиска предвидливост, односно сето тоа да го преточат во производ кој што повторно би се нашол свое место на пазарот. Дополнително има една компонента која што Стефанија спомна, а тоа е ковидот. Верувам дека сите ние сме сведоци дека колку бизниси, тоа одлични бизниси кои што биле супер функционални, кои што биле, да кажам, супер доходовни. Тука пред се мислам на бизниси од туристичкиот и угостителскиот сектор, кои што и како беа погодени. Знам неколку приказни кои што за жал не успеа да преживеа, да кажам, таа економската криза предизвикана со ковидот. И тоа е по мене исто една дополнителна причина која што не е наведена, односно да се има еден диверзитет, една различност, затоа што навистина сметам дека во времења не смее да се игра на една карта, посебно кога разговараме за човечки судбини на кои што сакаме да им помогнеме. Последните неколку слайда сакам да ви покажам дел од атмосферата практично е која што односно активностите кои што ги спроведовме за развивање на овој производ. Тука е првиот технички цртеж, да кажам едноставно за она што е за базата, за основата, за цементната основа на која што ќе го користиме, да кажам, за производство на овие чешмички. Имавме, да кажам, и оглас за лице, бравар, металостругар кој што би ни помогнал да ги направиме калапите, затоа што, како што е наведено во оној product reasoning, ова треба да биде полуконфекцијски производ, односно доле да биде, да кажам, дел кој што би се направил, да кажам, онака конфекцијски, а делот, да кажам, артистичкиот ќе биде горниот дел. И затоа ни требаа калапи. И се испостави дека во нашите редови Чичко Драги има 75 години, он е бравар по професија и се испостави дека тоа го направи дури многу подобро, поелегантно него што сме го замислувале. Ова е првиот калап кој што го направивме, ова е калап кој што треба да биде за вертикалниот дел кој што стои, а овдека се калапите кои што треба да бидат за мјалникот или долниот дел, да кажам, од тие чешмички. Вака подготвените калапи ги наполнивме со цемент и од кога цементот практично се исуши, ги извадивме од калапите. Ова е првата, да кажам, основа за градинарска чешмичка. Така да
ова е веќе, да кажам, тој полупроизвод кој што сега го имаме во моментов, на кој што дополнително во обуките кои што ќе следат во да кажам за отприлика некаде 2 недели од сега, за каде што веќе имаме и листа на одлични кандидати кои што ќе бидат од Скопје и од Пелагонискиот регион. Значи, они тука ќе имаат можност на овие основи да ги покажат, односно прво да научат. Имаме фантастичен, да кажам, креативен едукатор кој што е шеф на катедра за дизајн и за архитектура на еден од нашите факултети. Со негова помош ќе го напредат своите знаења и ќе имаат можност да креативно да се изразат. После тоа апсолутно ќе најдеме начин како да нивната работа ја ставиме во еден предприемачки контекст. Она што моментално работиме се избор на камења и она што дополнително и за нас самите една точка која што е едно убаво изненадување, да кажеме, количината на камен кој што го сметаат за отпаден. Мислам дека е тука одлична можност за реупотреба на тие количини, да и тоа е една од компонентите кои што сигурно ќе сметаме и ќе ги искористиме во следниот период. Генерално во однос на бизнес моделот кој што го користиме за едниот и за другиот производ е прилично едноставен. Меѓутоа, една од работите, јас мислам дека во една од претходните прилики дека нешто бев поканет да зборувам, значи зошто некој би требал да купи од нашите производи. Ја повторно се враќам као некој кој што е од малце постара генерација и од стара школа, се враќам на ние 4P. Ние пред се апсолутно се трудиме да понудиме одличен производ, компетитивна цена е да соодветно да го поддржиме, да го промовираме тоа и добро да го позиционираме на пазарот. Значи тоа се ние 4P и апсолутно во ниеден момент не го истураме профилот на луѓето со кои што работиме со цел да се вади. Не, производот мора да биде одличен за да си најде своја пазарна конкурентност, иначе се друго практично е за жал, не мислам дека нема да има долгорочност и одржливост. Тоа е една работа. Втора работа што го одржува бизнес, што сакаме да го испитаме и да го експлоатираме, а што во основа може исто да не разликува и што не постои генерално на пазарот како пристап, тоа е оној pay what it's worth. Односно, преку за производ кој што е со одличен квалитет, имајќи да кажеме една додадена вредност во смисла на тоа од кого и за кого се изработува и со која цел, можеме да понудиме и можност да луѓето дополнително платат таа додадена вредност, меѓутоа тоа е нешто што малку ќе почнеме да експериментираме, да кажам, од пролет, во моментов да кажам сите овие идеи се во фаза на инкубација. Втора работа која што би сакал да споменеме тоа кои се ние нефинансиски ки перформанс индикатори, затоа што кога зборуваме за социјално предприемништво, еден е фактот кај што ќе кажеме па ние сме заработиле толку пари, што е во даден момент е прилично сувопарна приказ. На мене многу ми се допаѓа кога Александра она кажува 5 милиони денари кои што завршиле, да кажам, кај лица од посебни потреби. Меѓутоа има тука уште 7-8 други параметри кај што се навидува дека тоа се 6 града, дека тоа се 100 лица, дека се 150 часа на мислам. Тоа е нешто што мене ми кажува колку тие луѓе се залагаат. И мислам дека е единствен исправен начин. Јас традиционално во некои минати професионални животи сум припаѓал во главно во тој бизнис, односно во тој условно кажано реален сектор, бизнис сектор и нема можност, едноставно нема логика да се додека нема мерливост изразена низ бројки. И тоа е тоа што го кажа Александра, не само за нив, и за нивниот италијански партнер, значи кога велат дека едноставно 3 милиони храна, 22 отворени работни места, тоа е таа мерливост и проверливост која што мислам дека треба да ја обезбедиме. Зборувајќи за нефинансиските показатели, сакам да ве навратам и малку да ве воведам преку приказната на Саши. Мислам дека он беше еден од главните актори кога разговаравме, да кажеме, минатата година и сега. Се запознавме пред 2 години, почнавме едноставно од
тоа да малку ги смениме хигиенските навики, да едноставно обезбедиме основни финансиски помагала, разговаравме за правата, ама и за обврските, тоа некако го практикувавме преку негово вклучување во нашите редовни работни активности. Саше секогаш кога може учествува, да кажам, на настани, на дискусии, на предавања кои што се поврзани со нашиот биохумус. Едно од работите што мислам дека исто така е важна за Саше, затоа што после мал застој поради короната, Саше практично се направивме 2 протези, значи тој негов appearance, значи неговиот личен изглед и како е подобрен. И она што мислам дека е најубаво од се, што Саше станува еден од нашите гласноговорници, односно он е тој еден од промоторите на промената. Ова е настан на кој што он беше поканет, односно завршниот настан на Јода, а дури да кажам оваа година Саше сам автономно не представуваше нашата организација, нашиот производ на сајмот на органска храна во Куманово. Еве го тука со моменталниот градоначалник, каде што има некој начелен договор, можеби општина Куманово да биде еден наш клиент и така натаму. Сето тоа веќе се добива, да кажам, една друга форма, каде што веќе, да кажам, има неколку, да кажам, интервјуа за вестници, за телевизија, така да Саше е еден навистина за мене херој кој што со личен пример на сите ни покажува како треба да се соочиме со животните предизвици. Ора што сакам да кажам дека Саше не е единствен. Ова е Славчо, исто човек со прилично тешка екзотична животна судбина, каде што исто и со него, да кажаме, да се знаеме веќе 2 години и после кратка пауза, повторно се враќаме и повторно со истиот рецепт. Ајде да видиме што може да направиме за очите, што може да направиме за нозете, за забите. Мислам дека сме на добар пат и мислам дека Славчо исто ќе биде, да кажеме, одличен пример. Ова е појавувањето на Славчо, да кажам, на сајмот за Цивика кој што го направивме и така. Зошто го потенцирав се тоа? Затоа што ова е листата на наши нефинансиски ки перформанс индикатори кои што го следиме. Односно, значи ако зборуваме за одржлива реинтеграција, мериме. Значи на колку, да кажам, настани, на колку обуки биле луѓето, со колку сертификати се стекнале, колку се тие on the job тренинзи кои што биле. Колку практично е да ние сме имале еден нивно вклучување, дали они добиле соодветен job description, дали е соодветно искомунициран фидбек во однос на нивното учество. Треба да видиме, едноставно е да Саше конкретно е дека кај него веќе го мериме и поинакво неговото вклучување. Саше е сериозно вклучен во процесот на носење одлуки, затоа што он има предиспозиција да стане менаџер на тој процес на производство на биохумус, така да тоа е преку него или преку нивното вклучување во decision making процесот го мериме и нивниот професионален раст. И на крај да спомнам дека апсолутно е да мериме, едноставно е да колкава е нашата видливост преку појавувањето на тие луѓе, на настани како говорници, на ТВ, на радио интервјуа и така натаму, така да тоа е начинот како едноставно освен финансиите и бизнис моделот, како го мериме растот и развојот на бизнисот, ама и реинтеграцијата на овие лица. Благодарам времето, малку го пробив терминот, верувам дека не беше досадно. Благодарам, Дејан. Тоа што е, иако темата не е толку блиска веројатно за општото население и општата популација, мислам дека низ овој настан покажавме дека бројките, науката и праксата имаат што да покажат, поради тоа што една работа сите тројца веројатно ја начнавме низ нашите говори, а тоа е дека мерењето на влијанието и на резултатите мора да биде изразено низ бројки, мора да биде изразено на начин кој што ќе може да биде мерлив и дека можеме да ги направиме тие мерки и без финансиски придонес или без ангажман од страна на многу актери, туку можеме да го направиме самите за нашата организација, самите за тоа што ние го правиме, но и може да го видиме преку растот и развојот на лицата со кои што соработуваме, нели во вашиот случај и во лице, и за инвиво лица кои што се засегнати со
потешки судбини, да речеме на еден начин. Благодарам за излагањето, Дејан. Мислам дека беше добар микс од пракса и наука. Би сакал да поканам кој да има прашања, значи да ги постави во чет или да буквално да се unmute, што би се рекло, да може да постави прашање. А во меѓувреме јас би отворил дискусија кратко, поради тоа што немаме многу време. Би сакал да прашам, би тргнал еве од Александра, би сакал да прашам колку би можело едно социјално предпријатие, кое што да речеме не би можел да кажам се уште микропредпријатие, нели социјално предпријатие, би можел да го вклучи системот на SROI, на повратна инвестиција, социјална инвестиција во како мерлива алка да речеме или алат во нивната организација и за нивното мерење. Доколку зборувам од перспектива на истражувач и некој кој што верува значи во неопходноста од мерењето на влијанието, особено во поглед на позиционирање и препознавање на социјалните предпријатија во општеството и во системите во кои што делуваме, би кажала дека социјалните предпријатија, системи за мерење на влијанието што се SROI и така натака, би препорачала да ги метнуваат веднаш. Меѓутоа, доколку зборувам од перспективата на социјално предпријатие или социјален предприемач, особено предпријатија кои што се на микрониво, кои што се соочуваат со голем број на предизвици и со своите корисници од аспект на позиционирање, човечки ресурси генерално, мојата препорака би била да почнат скромно. Скромни индикатори, скромни бројки, кои што произлегуваат од нивната општествена мисија и понатака, значи, со тек на време, како што ќе се развиваат ентитетот и како што ќе го зголемува своето влијание, така и да се унапредуваат системите за мерење и на комуникација на влијанието. Затоа што мислам дека, како што веќе кажав, навистина мерењето и комуницирањето на влијанието бара пред се градење на организацијска култура за тоа, бара ресурси. Некогаш, доколку отидеме во премногу детали, особено ние што работиме на истражување, што повеќе ги разбираме алатките, некогаш знаеме да претераме и да отидеме во премногу детали кои што се навистина кои што го користат, можат да ни одземат премногу време. Јас повторно би заклучила само start small и потоа расти и индивидуален пристап. Неопходен е индивидуален пристап кој што произлегува од специфичната природа на самото социјално предпријатие, затоа што видовме Дејан го представи своето социјално предпријатие, тој влегува и во делот заштита на животната средина и во делот на реинтеграција на ранливи, исклучително ранлива категорија на лица од кои што буквално се откажали институциите и општеството. Тој има потреба кај него едни индикатори, кај лица. Повторно и ние имаме на некој начин двојна социјална мисија, значи ние се трудиме да го намалуваме отпадот, да создаваме да користиме рециклирана хартија која што се рециклира, да одиме колку што е можно дигитално од една страна, што го комуницирали нашиот придонес кон намалување на ефектите врз животната средина, меѓутоа од друга страна работиме со различни видови ранливи категории граѓани кои што се реагираат од младинци од улица до лица од попречености и сето тоа е тоа. Ние разговараме за два примери на социјални предпријатија, двете специфични според својот начин на делување и затоа мислам дека индивидуалниот пристап е клучен.
неопходно е да ни се да градиме капацитети во однос на овој. Фала ти, Александра. Тотално се согласувам дека стар смол, нели, тргни од малку, па оди нагоре, заради тоа што веќе неколку пати напомена. Ова не знам дали беше дискретно кон мене насочено во смисла на индикаторите ни одзимаат време, 67 показатели со индексот. Не, искрено го кажувам ова од искуство, затоа имавме работилница на која што бевме собрани сите колеги и толку ентузијазам имаше, треба да се мери ова. И кога толку со ентузијазам се почнува и после кога ќе дојде да се мери, леле, ништо, пак однова. Ајде сега да почнеме помалку. Меѓутоа, ова е во согласно со капацитетите и ресурсите на социјалните предпријатија. Кога зборуваме за академски работи, тогаш веќе е друго. Детали се тука клучни. Скоро се согласувам, фала ти, Александра. Дејан, само кратко кај тебе. Секогаш добро ги презентираш резултатите, тоа мене многу ми се свија, заради тоа што сите социјални предпријатија веројатно да може на тој начин да ги покажат своите резултати, а имаат резултати што да покажат, веројатно вештината и техниката која што им треба е, нели, начинот на кој што тоа треба да го презентираат. Сепак ти си искусен не само со оваа организација, него и претходно со твојата со другите компании. Би сакал да те прашам дали би бил отворен да одржиш една обука каде што ќе можеш да им покажеш на социјалните предпријатија, на социјалните предприемачи на кој начин да го хуманизираат, би рекол, да го направат оној досаден веројатно и нумерички дел, да го направат повеќе емотивен или почовечки, да го хуманизираат на еден начин, а со тој подобро да ги представат резултатите, поради тоа што на тој начин веројатно ќе имаат и повеќе поголема промоција и повеќе луѓе лица би сакале да им помогнат. Се што ова би го кажал само на последниот настан на Јода проектот кој што беше, за тие кои што не беа, кои што ќе слушнат. На крајот заврши со standing ovation. Значи, луѓето стана, плеска, ракоплеска, дури имаше градоначалници кои што понудија и приватни компании кои што понудија свој, да речеме, плацеви, не знам од тоа што испадна, но на крајот на денот, барем за како ивент, како настан, беше доста интересно да се види, не секој дневно. Па таму би сакал колку си отворенете за некоја таква обука, а и покрај тоа да им помогнеш, нели, на другите да може да ги прикажат своите резултати на квалитетен начин. Само ако ми дозволиш неколку секунди пред да се вратам на ова што е директно прашање или покана, е да, значи, само да кажам дека апсолутно се согласувам со она што го кажа Александра, едноставно за тој кастомизиран пристап е примирењето. Дури ако не разговараме за две различни организации, дури и кај нас, мислам дека како баба го повторувам, но кои се основни постулати кај нас, како ние ги сегментираме лицата на потреба. Значи, не можам, не знам, не сакам. Секој од нас апсолутно си има сопствени потреби, значи нема тука, значи one size fits all пристап. Така да апсолутно е да само наведов некој од оние key performance индикатори, а инаку во идеален случај тие треба да бидат прилагодени кон можностите, кон здравствената состојба, кон желбите, потребите на лицето за кои што се работи, така да дури и внатре во секоја организација во идеални услови можеме да имаме, да кажам, прилагодени индикатори. Тоа е една работа. Втора работа, од срце се заблагодарувам за овој убав фидбек. Мислам дека и на нас и на сите други, да кажам, членови на нашата организација многу ни значи. Апсолутно се ставаме на располагање да онаа техника на презентирање, на сторителинг, на покажување како тоа може да биде, на драга волја би сакале да споделиме со сите останати наши колеги. Само микрофонот сте. Да, ти благодарам, Дејан. Извини, ми се кликна доле некоја од ставките што ги имам уклучено. Пред да го затворам настанот, би сакал да му дадам збор на Кико, кој што ми пиша дека сакал да каже нешто за крај. Кико, повели? Да, сакав да кажам. Александра само забори нешто да спомне, што е утек сега за социјалното менторство. Не спомна. Ништо. У предавањето. На кратко го спомнав, ама Кико повелете како корисник на социјалното менторство, можеби ти можеш подобро од мене да го донесеш.
ние имаме две социјални менторки во Македонија, тие се Ема и Магдалена. Значи, ај ќе почнем од Магдалена. Значи, утеке работата со еден од продавачите, со Валентин, што му после толку години ќе више прекрај работата да му извадиме, да извадат документи, дечкото нема матичен број. Јас сум еден од вклучените со Ема и тоа имав да кажам на крај све. Фала ти, Кико. Супер информација. Сега јас би сакал да го затворам насторот, значи ви благодарам на сите кои што учествувавте, кои што гледавте лайв на Facebook, кои што бевте дел од овој настан и кои што одвоивте време да можете да останете до крај на овој настан. Би сакал да напоменам да ги следите нашите организацијски профили на социјални медиуми и на нашите веб страни, поради тоа што ќе има дополнителни информации што ние ќе правиме во иднина и што правиме во моментот. Јас би сакал во име на обсерваторијата социјално предприемништво им се благодарам на сите, да најавам дека убаво би било да ги следите. Следната недела имаме ESI-Talks со социјален предприемач од Турција. Тоа ќе биде едно интересно искуство за екотуризам и за маунтен байкинг, Истанбул Савшат. Тоа е нешто што ќе биде доста интересно. Исто би најавил дека за следната година веќе имаме поддршка за организирање на конференција за Западен Балкан, која што ќе почнеме да тркаламе промоцијата веројатно од јануари па натаму и да бараме дополнителна поддршка за да биде што поголемо и по-добро и секако останува индексот и сите истражувања ние што ги правиме. Тука се и секако тренинзите кои што ги имаме за општото население и за социјалните предприемачи во тој дел. Александра, Дејан, ако сакате да споделите некоја информација или активност во врска со вашите организации или што понатаму ќе правите, можеме на кратко пред да не исклучат од Стартап Македонија за преминување на времето. Да, ние како организација, како паблик продолжуваме со нашите заложби за развој на екосистемот на социјални предпријатија. Еве сега во партнерство со Фондот за иновации и технолошки развој, значи го беше објавен и првиот повик за поддршка на социјални предпријатија и имаше многу голем интерес на самиот повик и верувам дека фондот ќе ги продолжи заложбите во оваа насока и во текот на периодот кој што престојува. Продолжуваме и со работата на нашето собствено социјално предпријатие лице в лице и со нашите заложби за негова дигитализација, раст и развој во други градови кон други таргет групи. И секако за крај ја оставам нашиот омилен дел, развојот и на социјалната иновација, социјалното менторство и продолжување на пилотирањето на нова иновација во други држави во регионот, на различни таргет групи. Во моментов ја пилотираме и за унапредување на вештините на жртви на семено насилство. И така. И секако да, продолжуваме со нашето влијание на јавните политики и за социјалните предпријатија, меѓутоа и за вработувањето на ранливите категории граѓани. Благодарам, Александра. Дејан, нешто да најавиш? Оно што е кај нас актуелно, да кажам, е во склоп со делот за планирање на активностите за 2022 година. Некако би спомнал две работи. Една е активност каде што сме во интензивна потреба со организации, поединци од граѓанскиот сектор, кои што дополнително би сакале да ставиме на располагање нашата инфраструктура и да едноставно да им дадеме можност они да развиваат, да кажеме исто, нивни иницијативи каде што за кои што ние апсолутно можеби не се во нашиот фокус од една страна, а од друга страна сериозно работиме на развивање на потенцијален трет производ кој што би се разликувал, да кажам, од сето ова што го работиме до сега, така да ајде да видиме со што ќе донесе тоа крајот на тоа планирање, ама тоа се главните активности кои што го бележуваат овој период. Благодарам, Дејан, благодарам на Симона,
за поддршката. Христијан, Благица, ви благодарам и на вам. Се надам дека ќе имате убав ден и викенд и со ова го затварам настан. Благодарам уште еднаш. Чао, чао.